Младиот 19-годишен херој Јован Костадинов, кој спаси повеќе од 20 млади за време на пожарот во дискотеката во Кочани, е во добра состојба и се врати дома. Тој беше пречекан од соученици во гимназијата Ванчо Пркевовиница со транспаренти за благодарност за неговата пожртвуваност и храброст, како и со аплауз. Јован, кој за време на пожарот постапил како вистински херој, влегувајќи и излегувајќи од пожарот со цел да спаси што повеќе луѓе, го ризикувал својот живот без ни малку себичност и со голема храброст, без да се спротистави на стравот од пламените јазици. Лузните на телото на Јован го покажуваат несекојдневното јунаштво кое треба да биде пример за сите нас. Министерот за здравство Арбен Таравари за Јован напиша дека не е херој само на Кочани, туку и на цела наша држава. Во болниците во Скопје вкупно се лекуваат 39 пациенти згрижени по трагедијата во Кочани, информираше денеска министерот за здравство Арбен Таравари. Како што додаде тој, денеска се очекува да бидат испишани 12 од нив. Таравари истакна дека состојбата на 4 до 5 пациенти кои што се надвор од државава и натаму е посериозна и дека кај некој од нив се бележи и влошување. Во неколку турски градови избувнаа масовни протести против владата на Реџеп Тајип Ердоган, предизвикани од контроверзни судски одлуки и политички тензии. Демонстрантите излегоа на улиците барајки правда и демократија, а полицијата употреби водени топови и солзавец за да ги разбрка собирите. Председателот Ердоган ги осуди протестите, нарекувајќи ги уличен терор и обвинувајќи странски фактори за поттикнување на немирите. Тој предупреди дека властите нема да дозволат дестабилизација на земјата и најави построги безбедносни мерки. Опозицијата ги поддржа протестите, велејќи дека тие се израз на незадоволството од автократското владење на Ердоган. Локалните и меѓународните организации повикаа на воздржаност и почитување на човековите права. Аналитичарите предупредуваат дека зголемените тензии може дополнително да ја поларизираат Турција во пресрет на предстојните избори, што може да има сериозни последици врз политичката стабилност на земјата. Новото заседание на германскиот парламент започна денес, а за прв пат во историјата, улогата на најсилна опозицијска партија ја презеде крајнодесничарската алтернатива за Германија. Овој пресврт ја загрижува политичката сцена во земјата, имајќи ги предвид контроверзните ставови на партијата. Канцеларот Олаф Шолц и неговата владеачка коалиција се соочуваат со зголемен притисок, бидејќи алтернатива за Германија најави жестока опозиција и предизвици за клучните владини политики. Во своето обраќање, Шолц повика на единство и стабилност, нагласувајќи ја важноста на демократските вредности. Политичките аналитичари предупредуваат дека засиленото присуство на алтернатива за Германија може да доведе до поларизација во Бундестагот и потенцијално да влијае врз идните политики на Германија. Некои од пратениците веќе повикаа на изолирање на оваа партија од клучните политички процеси. И покрај тоа, алтернатива за Германија тврди дека ја представува волјата на народот и ветува дека ќе се залага за промени во имиграционата политика, енергетските реформи и односите со ЕУ. Политичката иднина на Германија останува неизвестна во овој нов парламентарен состав. Делегацијата од Киев денеска останува во Саудиска Арабија на понатамошни разговори со американски представници. Украинскиот јавен сервис Суспилне, повикувајќи се на украински извори, објави дека средбата ќе се одржи денеска еден ден откако САД и Русија одржаа состанок во истата земја. Минатата недела Москва го отфрли американскиот предлог за 30-дневен прекин на огнот, а вчера Доналд Трамп ги наведе темите на дневниот ред на разговорите. Во моментов зборуваме за територија, рече Трамп. Зборуваме за разграничување, за моќ и сопственост на електрани.